Ова е втор меѓународен надпревар по иноваторство на кој учествуваат млади основци од сите основни училишта во градот Скопје. Колку младите ученици се инвентивни, креативни и имаат ли со што да се пофалат? Оваа година, втора година кај што течат надпреварите, млади техничари и иноватори. Пред 2 години Министерството за образование објави конкурс на кој здруженијата на наставници можеа да конкурираат и добија акредитација одредени здруженија, меѓу кои и нашето здружение на наставници по техничко образование. Иако здруженијето датира веќе 40 години. Оваа година е втор надпревар, ова е регионален надпревар и опфатени се сите училишта во Скопје и околината. На денешниот ден децата ќе креираат, ќе имаат можност да ги покажат нивните вештини, мануелно ќе работат. Имаме повеќе дисциплини кои се многу интересни: фототехника, роботика, автоматика, електроника, кино и видеотехника, бродомоделарство, воздухопловно моделарство. Овие дисциплини се провлекуваат низ предметот техничко образование, така да наставниците по техничко образование на слободно техничките активности во училиштата, учениците ги подготвуваат, а овдека несебично е да кажам дека само наставникот и ученикот, односно и родителот, триаголникот функционира безпрекорно во основното образование. Преку проекти и низ предметот кои што ги имаме темите по техничко образование овозможуваат ученикот да креира, да дизајнира. Имаат идеи премногу, само со тоа што во нивното главче има бура на идеи за која што има и време и можност да се определи, а тука е наставникот да му помогне да дојде до една заедничка цел, односно да се одлучи каде припаѓа, во која дисциплина и кон кој дисциплини има интерес. И да најавиме за она што ќе се случува на 9 мај, што е тоа? На 9 мај ќе биде државниот надпревар на Република Македонија. Тука ќе земат учество сите наставници кои што освоиле од 1 до 5 место. Ќе дојдат во Скопје. Скопје ќе биде домаќин и на државниот надпревар. Ланската година беше во основното училиште Владо Тасевски. Ја би им посакала успех на сите ученици. Битно е да се учествува, а резултатите ќе дојдат сами по себе. Јас се викам Јаков Огненовски, учам во основното училиште Владо Тасевски. 8 во оделение сум. Јас добив прво место за надпреварот во Велес, кој што за видеотехника прво место освоив. Во видеотехниката, за да се направи еден филм, треба да се има една идеја. Јас направив еден филм за часовничарството, љубов на занаетот, како порано било, како порано се продавале, се произведувале. И исто така ми дадоа една тема таму што да снимам и јас снимам за училиштето. Јас пред 4 години почнав со татко ми да работам. Татко ми се вика Маријан Огненовски, он почна да ме учи како да работам со камерата, како да функционирам. Исто така научив уште многу други работи. Јас сум Ангела Дуковска, доаѓам од основното училиште Тихомир Милушевски, сум 9-то оделение. Ова е столбна бурмашина која служи за бушење на ПЦБ, односно принтани печатени плочки. Работи на 12 волти, има трафо. Целта е бушење на овие плочки, на принтани печатени плочки. Јас сум Јован Василевски, доаѓам од основното училиште 11 октомври. Јас сум 7-о оделение, мојот проект беше ветерна централа. Ветерната централа произведува енергија од 4,5 волти и исто така ја направив со цел за заштитување на денешната планетата Земја и за произведување на енергија од обновливи извори.